здраво, еден, јас сум Жако Димитриевски, ви имате ретка можност да гледате нешто што не е платена политичка програма, иако завршува сега кај да е така, кога? До 22 Што би рекло утре? На младенци. Ова се на младенци? Имаме тазе женет камерман, кој нема да му го откријам името, проста причина што лажам и немаме тазе женет камерман. Почнуваме вака. Фино си направи DJ Wansi, отиде 2 недели во Италија, ова му е веќе втора емисија како не е тука, ама без гајле ќе се врати нели за следната. Cinquecento DJ One, тоа е на купцовка на италијански, ако не знаете. Денеска гостин ни е селекторот на македонската фудбалска репрезентација, господинот Чеде Јаневски. Така што ќе имаме супер емисија, нему друштво ќе му прави кили, а започнуваме со ново време, секако. Значи останете со нас да чуеме што ќе се случува утре на приорот Македонија-Белгија и нешто поврзано со Македонија-Белгија. Имаме супер изненадување за вас, тоа на facebook.com/1 значи започна новото издание. Ајде сега оно што го најавивме, значи првиот гостин за денеска, селекторот на македонската фудбалска репрезентација, господинот Чеде Јаневски. Како си? Добре, Се окей? Се окей. Назад за големиот натпревар со Белгија, Да. со земја која што многу ви е блиска. Малте некако, не може да се каже втората кој или може. Добро, кога живееш веќе пола и повеќе скоро, Може би време е да го кажеш, што? Да, може да се чувствуваш и пола белгијанец, него сигурно дека јас сум тука роден и како што вика не станува вода, јас сум останал македонец во срцата, али морам да се прилагодам и начинот на животот во Белгија, да го почитувам и да ја почитам Белгија како држава. Точно така. Ајде да почнеме вака. Значи, активен сте и пред да станете селектор, познат фудбалер и така на тоа. Но сепак кај нас малку се пишуваше за вас, за историјата и се тоа. На кратко, дај да ги потсетиме луѓе и тие што не знаат да им кажеме. Значи, што се правевте изминативе години? Фудбалската кариера, играчката, ја почнав одека и во Скопје, во Автокоманда, Вардар, така до 89-та година заминав во Бриш, во Белгија. 91 до 95-та играв во Шерла и на крајот завршив професионалната кариера во екипата на Локарен една сезона и потоа се префрив на тренерскиот, што кажувате и вие сами. Како дојде тоа? Како се станува онаа транзиција на како оди од фудбалер да се стане тренер? Бидејќи знам дека многу сакаат фудбалери сигурно, туку во крвта им е фудбал, како без фудбал? Добро, мислам од дете од мал фудбалот ме влечел повеќе дури и од школата, така да и доста часови изгубив од школа само да играм фудбал. Оценки како бе? Да, морам да кажам до 8 ден бев солиден ученик. Добро беше до 8? Тука солиден, можам да кажам, така во гимназија Кочаген и тука бев солиден, само 1-2 предмета послабо ми иде. Кој бе се сеќавате? Математика. Математика стандард. И ја знам уште професорката Лепа, може да се дај Боже уште да е жива и или оправдано дека не беше нејзина грешка. Сигурно си вика, ако добро што не учеше, види сега што. Стално секој одмор бе повеќе да играм надвор со другарите фудбал него да седам на часовите и така да мислам желбата кон фудбалот, кон спортот го правеше тоа да што се вели да отсуствувам и од тие часови без да знам дека еден ден ќе бидам професионален фудбалер, што значи сум земал голем ризик голем ризик иако и моите родители беа против тоа. Што ќе правев сега ако не се десеше? Вака од оваа дистанца може да се избориме, не е проблем дели. Мислам нормално во тој момент го збориме за еден не години кога сум бил 14, 15, 16 со тие пубертетски години не сме размислувале увек како и мои синови денеска што ми викаат ти ништо не знаеш, ние знаеме повеќе, така и ја на своите родители веројатно сум ми велел па ќе бидам фудбалер. Колку јазици зборувате? Добро, кога отидов долу малку од она што сум учел овдека англиски, знаев нешто колку признавам, колку да се представам, да си побрам вода, основните работи, да не бидам леко. Али суровоста доле и животот
И за да бидам успешен, за да можам да комуницирам со своите соиграчи, со раководство, со тренерите, бев приморан да учам јазик во тој период. Знаеме дека Белгија е двојазичен, може да се каже и тројазичен, имаш фламански што го велат или холандски, француски, еден кантор е германски. Ја бев во случајот во Бриш, каде што се зборуваше фламански јазик, така да секој ден пробав да научам по некој збор од фламанскиот, иако тренерот и другите соиграчи ги имав, сите зборува и англиски, и француски. Има среќа и тоа што мој соиграч беше од Австралија, Франк Фарина, и живеевме во иста насела, така да патувавме, и он беше странец и ја патувавме заедно. Се делеа странски маки. Така, он зборуваше супер енглески, Австралија, и така со него го учев англискиот јазик кроз разговори. Па после месец-две барав и од дома да ми испрекаат речници македонци. Значи, се да кажем, отидов не потполно припремен, али ситуацијата, работата ме натера да морам исто да вложувам и во Грчки зборувате? Грчки можам да кажам разбирам доста и можам да се снајдам ако зборуваме за фудбалски термини. Так, асистент бевте во Олимпијакос, нели, за тие што можда не знам? Бев и работи во Кипар, кој се збори исто грчки јазик, и би сакал да го научам еден ден, без разлика кој како ќе помисли, бидејќи секој јазик што ќе го зборувате е само богатство. Зато им препорачувам да се работи за оваков или овој јазик, али и на млади им препорачувам кога ќе отидат надвор ќе видат дека со без разлика каков јазик знаат, препорачува енглески, француски, бидејќи најголем и шпански, можда е јас мислам дека енглески, него шпански до најзборуван јазик во светот. Worldwide, да? Да не кинески, него и акцентално. Може да и кажам, ако видите дека и дури во Србија, ако читавте во некои изданија, дека и доаѓаат и децава ги учат во Србија и кинески владата им дозволи да донесат кинески, им обезбеди станови, шофер, пат. Сега нас не треба само за автобуси, пошто ни се кинески. Мислам, зборот ми зборот јазици е богатство. Во право сте. Фамилијата ви е во Белгија? Да. Таму си се Тачно. Цело време? Да. Одлично. Што прават на брзинка, ете, жената, децата, што им е секојдневие? Жената е сега моментално во последните 5 години, кога почнав да работам надвор и од Белгија, така да деца ми беа во тој период 2005 тоа се случи, ми беа се уште мали за да можам да ги носам секаде со себе, плюс и нашата работа е таква што никош не знаеш кога ќе одиш, кога ќе се вратиш. Едниот куфер е стално спремен, нели? Него пакуваме, што не знаеме кога ќе си одиме Тој тренерскиот. И вториот момент е што не сакав да играм се да дадам мојата кариера, а деца да ми бидат од една земја во друга земја, така да не бидат школони, така одлучиме заедно со фамилијата да останат. Моментално, сега во овој момент, стариот Александар во април ќе напуни 20 години, а Никола на крајот на декември ќе напуни 18 години. По тоа гледате колку стар сум, нека рачунат. Тие со фудбалот имаат допирнато? Има джелбат, бидејќи можда ете некој, бидејќи јас сум бил фудбалер и тренираат, сакаат фудбалот, али во овој момент не играт на некој ниво да мислиме дека ќе има некоја кариера, нешто. Никош не се знае, али во овој момент се едно 3-4 лиги помалку. Дали секогаш имавте желба одма после кариера да се почне со нели ова тренерскава кариера да се отпочне, или можда мислевте да се отвори бизнисче, некакво кафуле, можда има кумот нели Дарко Панчев, вие кога дојдов околу на возраст од 31-32 години, што е нормално веќе да размислуваш. Не знам дали сите, јас во тој момент почнав веќе да размислам. Прва опција која што е нормално, стално сите вела дека ја заврши до средна школа, сообраќајен техничар, што значи или идеш тоа. После толку години диплома кога ќе завршиш, знае се си заборил, ништо не знаеш. Значи втора опција, првата опција, иако имаш диплома, отпаѓаше кај мене во глава, викам втора опција најлесното. Мислевме дека е најлесно, во наводници, ќе биде кафич, ако најлесното мислиме, али пошто љубовта кон фудбал беше голема и мисля дека можам во тоа да успеам,
одлучив да се школувам додека играв, значи во последните 3 години, значи од 30 За да се земе лиценца едно друго. и веќе се запишав на тренерската школа, кога престана да играм фактички професионален фудбал, веќе имав диплома. Во тој момент со таа диплома можеше да бидеш прв тренер во втора лига или помошник во првата лига. И пак ќе кажам, желбата беше уште поголема, и фудбалот веќе напредуваше, бара и пролиценца во денешно време, екстра диплома да имаш. Така веднаш се запишав и на таа. Како во Бриш поминало долго време нели од кога игравте? Да. Во Бриш? Зашо баш Бриш? Ве контактирали они сами или Не, видете, жена ми е белгијанка, али е исто родена од Бриш, што значи кога завршив кариерата Бриш нейтив. Да, и одлучивме, иако можам да кажам, еден краток период после кариерата, ние со моето семе со 97 се вративме пред да почнат деца да одат во прво одделение, она што е најважно, кај ќе живееме, се вративме тука. Ода, бевте во некој Македонија од 97 во не се лажам, Не бива овде пали. деца ги запишав. Ја така ви направив. И седевме таму дока мислам негде април месец и одлучивме дека Сепак да болјо. се вратиме долу, така. И Бриш дојде најлогично, а? најлогично, бидејќи како викат кај нас, од кај ти е сопрудото, таму си ти. Најжалост и кај мене така. И нормално таму останавме да направивме на куќе и останавме да живееме долу. Одлично. Од кај кумство со Дарко? Како што ве спојува? Која е врската? Добро, со Дарко сме играле Вардар? од Вардар, од 80-те години се знаевме. Тоа наше пријателство, не само со Дарко, и со доста од таа генерација. Се држите кога генерација Вардар и Па, можам да признам јас лично, имам контакти со некој помалку, со некој повеќе, али кога отидовме првите 2 години надвор, Дарко кога замина во Интер, јас во Белгија, така нашите контакти остана уште како што бе и одека, и така кога дојде времето да се женам и мораш да имаш и некои куми, затоа беше и Дарко кој доста го почитам. Фудбалските величини ги знаете лично и сте ги довеле во тим или не, ќе видиме. Ривалдо Олимпијакос, Јаја Туре во Олимпијакос. Исто Олимпијакос. Едниов од каде дојде, од Барса дојде тогаш? Тоа више Не, Ривалдо беше дојден, беше веќе го затекнавме, а Јаја Туре го донесоме, бидејќи Јаја Туре кој работе во Бриш, веќе он настапуваше од обалата на Слободна Чаковска, доега имаше доста нивни играчи кои настапува во Беверен во тој момент. И ние го познававме, кога се отвори ситуација дека ни е потребен еден таков играч, а во тој момент он веќе беше заменат во Украина во еден тим кај што не беше задоволен, така ние предложивме тачне. Предложиме на газата на господинот Кокалис да на тоа место ни е потребен еден таков, иако Јаја Туре не беше познат и он дури се смеше да што имаше и најмал угол кога побара што да кој пари ги бара и он вика ова не е ништо за нас, вика затоа што кај мене играат играчи по 800 до 1.000.000 евра годишно имаат, а Јаја Туре вика бара 250, значи не вреди. Викам само земете го, па ќе зборуваме за година-две, ако сака направи. Така да, у 2 месеца, нарочно кога почна првенството, до тогаш најголем број продадени дресови, беа продадени дресови на Ривалдо. У 2 месеца му го зема приматот Јаја Туре. Добро, толку ли беше добар Па мислам суров талент? Да, уште имаше во него квалитети, само требаше тој како викаме дијамант кој не беше избрусан и знаевме дека еден ден ќе стане голем играч и Олимпијакос. Така да не помина година и пол дена веќе Марси се јави кај газдава, тие што ги вложи можам да кажам дека не сум многу, не сакам да потенцирам сума, али веќе ако збориме за тој случај, беше 8 милиона трансфер, што значи колку може да замисли колку заработи, а со 200 колку даде. Нешто, почасти или нешто. Не. У фудбалот најсладки да сум газда, пак и го почастам тој тренер, асистент кој Јас
Свака част, мајсторе. Јас бев задоволен кога потпиша договорот како тренер со Олимпијакос и многу ми испошта и имав добар договор. Шега, не дека озбилно. Ривалдо, господин ли е онака? И во години беше така, делува грациозно на теренот, делува така, баш дженталменски некако. Таков ли е приватно, како што човек? Нормално, сите кои ќе кажат, играл во Барселона, играл во Милан, репстација на Бразил, мислам, слушно е да се зборува за него, за квалитетите се, и сите мислеа дека е дојден само за на крајот на кариерата, 35 години ќе заработи, али поголем професионалец можам да кажам не сум имал, до сега не сум работел, кога се работи за едно такво големо име. Со тренинзи, со станување. Не отстанувал, не отсуствувал тренинг, после секој тренинг барал лично и на мене, да остане 10 минути, нарочито техника во брзинава ја губи после 35 години, али слободен удар, центар шут да има. Трбушњаци, кога влезеше во салата, после тренинг сите си одија дома, он остануваше со вокмен на главата и кога почнеш да викам ој кога ќе престане, не знам колку ги правиш. Што значи одржуваше својата мускултура да може, али затоа па секој слободен удар беше кога имаше Олимпијакос слободен удар, во тоа беше како пенал, како да се досуди. Колку лично ги познавате фудбалериве или ги запознавте 90% нив како селектор? Сега ги познам доволно. И без разлика. Поискам се да ги знаев. Пандев нема Новоевски, сите го знаеле, ако си македонец и ги пратиш и работиш на таа работа и ќе биде срамота да кажем дека не ги познаваме. Со некои играчи сум работел, како Тричко си сум го имал во Зvezda, во Донес, работев на Кипар, со Гончаров сум го имал во Гент, кога работев во Белгија беше играч, така некои ги познав и лично, некои од пратење преку медиумите и ги познав. Што беше прво нешто што им кажавте на прв состанок кога седнавте? Како ви беше говорот? Што тип на говор одрживте? Првиот, мислам, запознавањето, кршењето мраз. Добро, мислам, се гледа нов тренер, сите се отворени очи и уши, сака да слушнат, мисля дека ќе настапиш, не знам, така као да работиш во војна академија, мирно, нема, мислам, најнормално, затоа што работиме во фудбал, работиме со луѓе. Главно мото ми беше дека од првиот ден треба да имаме респект, прво они измеѓу себе, играч со играч, играч со тренер, со стручен штаб према нив. И што е нормално, и као и дома ти треба една дисциплина да имаш, затоа што без дисциплина, повторно велам некако во дисциплина во војска или што ти ја знам, него со почитување, така да тие беа моите први зборови кога ги сретнав играчите. И второ ми беше и имав должност да им кажам да секој повикан играч кога ќе викам би сакал да знам дали има желба да игра за репрезентацијата на Македонија и да го дава, да го дава 100%, а надпреварите може да ги добиеш, може да ги изгубиш, не знаеме, него да ќе доаѓаме, кога ќе се собираме, бидејќи самиот ја од себе си барам исти тие работи, да не седам да доаѓам само на пред собирот еден ден и јас седам тука без фамилија, значи сакам да напредувам, тоа само побарам. А најважни совети пред напред, како, кои се тие што се даваат? Еве, вашата филозофија, каква е? Што е најважно пред надпревар? За репрезентација може да се разликува за тим? Добро, најважно пред надпревар е пред се да го направиме изборот на играчите што ќе излезат, значи од тие 23 играчи. Второ е најважно исто така да добро да го анализираме противникот со што ќе играме, и трето како би можел со од тие анализи како би направиле бенефит. Јас знам и сум имал и тренери и порано и други различни карактери имало да ги мотивираат со ќе играме за овој, ќе играме за овој. Не, фудбалот нема толку кај вас такви оние филмски говори на спортски на драми што се нели кога ќе дојде тренерот па ги мотивира на крај и до такви. Не, ја верувам повеќе од она што работиме и од тренизија. На некој му треба да го потрчаш порано, некој треба да му малце со по друг тон да се обратиш, така да сите сме различни карактери, али многу важно е што побрзо да го идентифицирам нивниот карактер, за да можам да знам
кај кого и како да се Значи, ако се дозволи да се дојде до последнава минута, тури му пепел тука. Да. Поише битно е што се работи претходно. Да, знам дека некој направи која има доста навијачи, не може да ме слушнат што некои инструкции ги даваш и така може за некои луѓе изгледа дека си пожив, а уствари ние балканците сме сите, ако ги гледавме и други тренери, сме поживи у тој смисол, али после напора никош не се обраќам со тон некој повисок, затоа што не можам да го вратам. Не можам да го вратам тоа резултатот. Кого би пофалиле вака за овие 6 месеци, кого би издволиле? Не мора еден да е, неколку нека се играч. Вие лично што сте задоволни од напредокот, од посветеноста или од некои такви работи? Не, пред се би го тимот, бидејќи ние знаеме дека тимот за мене е најважен и само тимски ако играме дека имаме повеќе шанси. А индивидуалниот квалитет за време на превод, за време на тренингот, секако ќе дојде до израз. Али никош не би сакал... Некој што ви импресионирал, да речеме, браво бе момче. Јас мислам само да кажам, јас ја гледам така, тимската работа е за мене најважна. Номер 1. Да. Затоа што знам да со 11 меси, со 11 меси не можеш да можеш и да губиш и не можеш да добиеш секој натпревар. Или што ја знам, или со 11 одбранбени играчи. Исто тоа, затоа викам тимот ако ја знае секој својата работа на својата позиција, што треба во одреден момент како да се понаша и индивидуалниот квалитет ќе дое на страна. Ме радува, можам да кажам дека имам искусни, направивме тоа спој на искусни играчи со млади и сите овие поискусни играчи се пример на младиве што им го покажуваат за време на тренингот, после тренинг, за време кој имаме слободни и релаксирање, а младиве тоа го почитуваат и учат од нив и затоа велам дека еден играч не прави тимот подобар или послаб. Да речеме, ако треба дете на чување да му оставите внук, да речеме, да имате, дај Боже, кому би го оставиле од тимов? Ако мора на некој од тим да се остави, кој ви делува таков? Добро, мислам, реков и пред малку дека стварно сум задоволен и од карактерот, зашто исто важен елемент е и карактерот на играчот, без не само квалитетот. И во главата што? И во главата што има толку, затоа не би сакал да извоам ни еден, има неколку стварно што ми може да бидат како што велите бебисит на моите деца. Да. Има повеќе од половина што без мајстор. Во овој момент. А ова не е лажно, не е лажно, така е. Да. Ако зборуваме лично, кои се најтемпераментните во оваа репрезентација, во оваа генерација што игра сега? Кои се најживчани, најтака? Живчани не можам да речем, али мислам како или најбалканци, ако може да се кажете. Ја ги кажам тие како предводници, учители на младиве, може да кажам сите го знаеме дека Пандел другачие го гледаат и сите мислат дека е звезда, но дечкото е најнормален, како и останативи играчи, не одскокнува во игрите некој шпорт, али во приватниот живот кој и во односот на тренингот е исто нормален. Тука е Нојски, тука е гледам кој каже нешто, или Шиков, или Грнчаров, Тасевски, или поискусниви, кои се зборуваат, дека играчиве, помладиве ги слушаат. Исто доста комуницира, после секој натпревар ги пратиме колку можеме и комуницираме Skype и нови технологии, имејли, телефони и со нив, затоа што нашите играчи повеќето што доаѓа за репстација се од надбор и немаме стално можности во живо да ги гледаме, али после секој викенд, после викендите кога што играат, имаме контакти кои ги убава доста пати, можам да кажам и Петар, бидејќи и Петар со некои играчи играл претходно, затоа зборуваме за млад спортски директор и амбициозен. Не сум само јас тука кој е окупиран и за нив и работа, него и има и овие тројца што ги Петар Мелови знам дека излезе вчера, онака на блеф. Не им пушта такви работи. Не. Чеде, многу ми е мило што дојдовте. Ајде со среќа со Белгија, па се надевам дека ќе биде се окей. Радаме се од себе. Само можам тоа да обетам. Ние сме тука, ние пообеќаме дека ќе ве пратиме и ќе
ќе има и наградна игра на Facebook, така да очекувате за карти да добиете и да ги гледате чеда и нашите герои. Се надевам дека ќе испадне секој што треба и ќе прокнижиме нови трибада. Благодарам. Ме викаат Жале, но ти можеш да ме викнеш вечер. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge you. Денес ќе ви учам малку историја. Го знаете Нерон? Ето и владел со Рим. И имал жена што се вика Помпеја. Ја бие глас дека била многу убава. Таа кога патувала, носела 500 магарици. Знаете ли зошто? За кога што ќе сака да се бањи со млеко. Исто Клеопатра правила. Ама не кажувате. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge you. А сега време за пластелин. Пластелин! Абе, бегај Анонимус 7. Бегај, мислиш стварно пластелини тука нешто има? Нема врска, не е тоа е рубрика. Знаете, ако сте гледале, ако сте едни од 7-те луѓе што ја гледаа претходната емисија, знаете дека е рубрика. Тој е новиот сегмент во еден каде фактички земаме две лица, две познати фаци и ги сплескуваме за да видиме што ќе излезе од нив. Што би рекло пластелин? Пуштај. За почеток го земаш Чеде Јаневски и му правиш пластелинизација со Жозе Муриньо. И ете, колку само фудбалско знаење има во овој човек. Лудо. Дај пак ако може. Како лошиот од некој цртан филм, како мажот на вештерката од Снежана и после тренинг ги терава јадат од јаболката вајда. Одиме понатаму, ајде да видиме. Светски познатиот инвеститор Субрата Рој го мешаме со Кирил Поп Христоф Кили. Па го залича да ти кажам. Кирил Поп Рој. Или така нешто. Да, тоа беше кратко, ама сладко. Пластелин. А сега ушите и очите отворени. А сега затворени. Не, сезаме, одете веднаш на нашата Facebook страна facebook.com/1 имаме специјално за вас, за нашите 7-8 верни гледачи, едно големо изненадување, значи, на двајца наши фанови ќе поделиме по 2 карти за големиот долго очекувани дуел помеѓу Македонија и Белгија утре. Затоа логирайте се на Facebook и бодрете ги нашите момци до победа. Одиме со реклами веднаш потоа. Кили е во 1-1. Нашиот следен гостин е познат македонски актер, играл во многу театарски представи, во многу филмови. Секој негово медиско појавување е хит и си поминувате добро кога го гледате. Што би рекло, трите работи што не сте ги знаеле за Кили, а веднаш потоа и тој доаѓа со неговото интервју. Кили секој ден допира земја. Зошто? Па како што ни објасни, од неа потекнува животот, од неа потекнуваме и ние, па на тој начин ја соединува неговата и црпи од незината енергија. Во слободното време пак се обидува да го научи неговото милениче Кларинка да се тргне од неговиот брачен кревет, за да може тој слободно да продолжи со неговиот брачен живот. Нешто што на вистина му оди на нерви и мрази да го слуша се сајлите од лифтот во неговата зграда, кој како што вели не само што звучат страшно лошо, туку има и среќа што живее на приземја. А сега време за нашиот следен гостин, мојот феворит човек со 3 имиња Кирил Поп Христоф Кили. 4 ги кажа се. Тука иде тоа. Да, точно. Кили имаш најбољи брк во моментот во Македонија, дефинитивно. Благодарам.
Колку време му посветуваш за кога го правиш? Не го посветувам воопшто време, затоа што тоа го правам во чекор, во расчекор, во движење. У движење. Првпат во движење стана веќе составен дел од мојот организам, од мојот биоритам, од мојот метаболизам, од мојот физикус, да не кажам психикус. Ти уметнички брк, добар брк, актерски брк. Така да не треба воопшто да го гледам за да би му посветил пажња. Дорме еден фртај вака да направиш да го свртиш и он се подесува. Одличен. Ти го фалат вака луѓе на улица, ти го спомнуваат? Воопшто не го истакнувам за да го фалат. Него го крием како би го сокрил. Беше зима и морав да носам шал. И така го криев и не ја прикажував тајната своја. така. Не знам што е тоа необична вид, Тони Михајловски има брк и за неговиот брк се фатиле. Има. Јер мушки украс со 3 букви, Брк? брк. Браво, мајсторе. Кили, со 3 жени си дома. Ете, цел живот. Јас сум дома со 4 жени. Сви ти И погрешно мачката, кажуваш. мачката. Не мачката. Не? Мачката е мажјак. Збориме за жени. Кои се? Моите 2 ќерки, Така. мојата сопруга и моја Кларинка. Кларинка е мојот пинч, мојата кучка која... твојата кучка, мојата кучка која моментално има нагон и е промискуитетна. До ремајка, И да, и се ги набавив еден шприц кој као бајаги ја замаскирува таа миризба што ја она сестрано шири низ малото и ги привлекува македонските авлијанери, кои се веќе во огромен број присатни во моето предворје. Тука е конгломерат на милион џукци, полурасни и расни пси кои се борат Големи, за мали? мојата краљица. Абе секаков ти кажем, конгломератот е разноврстие, тоа е црнци, белци, жутци и се обидува да и се качат, а ја онда со ланецот викам не. А они така мрско ме гледат и вика скоту еден да Бог дај тебе вака да ти прават. Оно најгенерално позитивни страни и негативни можеби од да си обкружен со жени, да речем. Да си благословен со тоа. Тоа е веќе боле прашање. Да си обкружен со жени е истовремено и благодет, што би ти рекол да си благословен, а Бога ми за некој велат и казна. Само да не е злочин и казна. Не, тоа морам. Па има ли бре нешто поубаво од жена? Па чак и билката жена. Ретки се билките кои знаат и машки да бидат. Ја познавам една таква. Чак си билките жени. Значи жена е создадено од Креаторот од жив. наш, креаторот наш, не сакам да кажам Бог него, еден друг е тој креатор која создал не само да го држи балансот на нашиот плиток машки ум и нашето многу касно осознавање да би ја држала таа равнотежа, него да уме зацкриено да биде столб у фамилиарното живење, а при тоа да ти прикаже да си ти тој столб. И ти да бидеш задоволен и твојата глупа машка суета да биде мисли така. задоволна, да мисли така, дека она му повладува, а они се од Бога обдарени, талентирани, надарени да го имаат таа способност да те шамарат, да те лажат, да те На нивен полираат, да, на нивен безпрекорен начин и да ти климаш со глава, веруваш, Да, и драга. бидеш послушен, безпрекорен и прецизен во љубовта и во живењето. Така, Кили, гледам, го немаш више, имаше еден часовник, порано го носеше, се сеќаш многу... А тоа е Брайтлинг. Тоа Брайтлинг беше и Брайтлинг, фосил, еден беше што огромен. беше еден- Па е бе, ова е тој фосил што се уште го носи. Уште го Па носиш, бе, да, мајсторе, да, па немој, да. од кога го имаш, бе, Кили? Ова е Сад. многу одавно, уште студент кога бев. Кога фосил се уште не беше присутен во Македонија. Така да ја сум емотивно врзан за него, иако поседувам повеќе парчиња, не така као нашите тајкуни што поседуваат. Некој далеко Паско од Кузма. тоа. Паско Кузма не е тајкун. Говорам за овие тајкуни. Он е тајкун во неговата бранша, во неговата област. Мислам дека он поседува некои реликви, некои раритети што никој тоа не знае. Нели? Ни ти Замисли. помислува дека би он можел. Видиш, он има моќ као жена. Он имаше моќ да ги интересно. убеди сите дека е неверојатно чесен,
педантен, одан на својата професија и дека све за Македонија. Све, па дури жртва огромна да се пронајде гробот на Александар Македонски. А мислам, не може ако си ти толку страстен заљубеник во својата професија, па мораш со некој фетиш да водиш љубав, со некој предмет. Он има фетиш врз тие антиквитети, знаеш. А Ај, ќе те вратам. ја му се клањам Да? заради тоа, па да. Па да. Као што им се клањам и на жените. Exactly. Ќе те вратам назад во време, апропо Сатов. Кажи ми, кој ти беа генерација кога дипломираше, со кој учеше ти на факултет на драмски? Опа, со нашите еминентни колеги. Валентина Божиновска. Божиновска, со неа беше? Се Чекай да те извинувам. почувам. Благодарам. Од чајот се засешна. Валентина Божиновска, која за жал е прекрасна глумица и за несреќа огромна не се бави повеќе со глума, jer има многу попаметна работа, нели сега е она директорка на верските заедници. Комитетот. Да, се бави и со спојување и создавање на една љубав која е неспојива кај нас. Али Валентина си зацртала таква агенда, таков план во својот живот и она ќе се обиде да го спои неспоивото, ќе се обиде да создаде љубов помеѓу христијанинот, муслиманот и католикот и да они живеат заедно. А останатите кили кој бе? Јацко, знаеш Јацко, Ендровски. најголемиот принц на сите времиња што го создала оваа Македонија. Тања Кочовска, неговата девојка, а покасно и сопруга, прва, потекот на неговиот колоритен живот. Владимир Лазовски, тој прекрасен лик во цело театар детскиот за деца, да. Рефета Бази, Еден од дали го најдобри знаеш? гласови. Да, он и снима и маркетинг и реклами и овие турскиве Така. драпаници што ги даваат цена Рефет телевизија. сега во- Рефета Бази е во исто турски театар, мојаква, не во албански, во албански он е театар. маг, бре, најголем албански глумец што постои. Значи богата генерација Да, сте били. Со кој се дружеше кили тогаш? Или Јас сите сите бевте така? ма сите бевме као фамилија, заедно. Сегашниве деца што учат такви се, имаат блискост кој што сте имале вие? Мислам, Актери, бе, да, па актери. принудени се затоа што тој факултет е фамилиарен факултет. Не може поинаку, Не може значи. поинаку. Не може еден да даде испит, друг да не даде. Jer се поврзани сите као црева меѓу себе и живеат као фамилија, не смеат да се одвајаат. Се спремат тој проект, таа представа и сите играат у тој проект и тој проект мора да биде успешен и мора да се помине година. Кога се проаѓа година, се проаѓаат и со мал труд и овие испити пропратни што ги викаат, што мора да се учат, да се посвети време, али секоја среќа е што тој факултет има прекрасни испити, учиш за светска книжевност, светска драматургија и македонска низ разни периоди и раздоблја. Така да греот е да не ја знаеш историја на уметноста и на театарот. А Кили, ти еднаш негде прочитав, кажа многу интересна работа, знаеш, многу зборат дека генијалец е 10% талент, не знам што од Бога дадено, 90% е работа. Ти не знам негде прочитав дека не се слагаш баш со таа филозофија дека 90% е работа, 10% талент. Поише дека е За мене талент. гениалните ствари што се создаваат, не се создаваат со многу труд. Него тоа се Од леснотија доаѓа така, да, доаѓа, спонтано или не така знам е, што. Така е, така е. Така е. Пример дај ми нешто Па такво. ево, например, за неја руската литература, например, или театар. Сите грандиозни дела и гениални дела се створени од немаштија, од проблем, од нешто што те изједа од внатре, што те мачи, што те уништува долго време и онда се појавува еден момент, доаѓа и клик и се истура. Дали е тоа песма, дали е музика, дали е роман, дали е слика, големите дела се истураат одеднаш, може за пар сати да историш. Ако ти посветиш многу време и многу На доработка, напор, преработка, и едно друго. не ти се свиѓа ова, па дај сега ова, па префарбај го ова, Ајде па го пребаци направиме вака, она, може па боле. дај ова. И тој и на филм, кога го снимаш, секогаш е најбољи првиот кадар. Затоа што тој е оној
никогаш не си имало на што да се потпреш, него тоа или ти дошло од тебе или воопшто не ти дошло. А ако ти дошло, тоа знае да се види. Ако Имаш не ти убаво ти доаѓа- филмско големо искуство, такви ти биле твоите најдобри сцени од прва направени од Кадри, да, секогаш сум тврдел дека најдобрите кадри биле првите, ако не и првиот. Jer после све тоа што сакаш да поправиш во текот на снимањето размислуваш Го направи што не беше вака. таму, дај се овака да пробам, па да не ќе направам проблем или грешка со логика. тоа. Затоа мислам дека сите гениални дела искачаат. Спомна историја, тоа е многу интересно, ти си така богат духовно човек. Кој ти е најинтересен дел од човечкава историја модерна последни 2000 години, да речеме? Тебе лично, што те фасцинира највише? Зашо си читал најмногу, зашо си се... Сум читал за све, за цела... А мора да има некој период така што ти е најинтересен, Па ето, возбудлив. романтизам, ренесанса. Така? Не сакам барок да кажам. Иако го познавам него, али толку барокот е многу е прецизен. Многу бара точност. Многу бара знаење. Не, барокот Бах е Јохан Себастијан Бах, не знам дали си ги слушал Композиторот, неговите така? композиции, неговите дела. Она Се е- толку математички прецизни, толку влага као една машина. Барокот е период во кој се истуриле огромни умови, огромни дела се создале во секоја област. Од наука, музика, сликарство, Така, театар. така. И затоа сега малку нервирам што сме се ние чачнале со тоа. Не затоа што немаме ние традиција у нашето претходно постоење, живење. Него не сме толку менталитети прецизни и точни. За да го правиме тоа? За да го живееме тоа и за да го правиме тоа. Да се Виж, трзнеме на некој точно е начин дека- да... Наравно, точно е дека барокот постои со столбови у корински стил. Нешто на дорски, јонски и корински. Тоа е Така. тие се најкитњастите, најдобро обработените, брусени, најпрецизно и обавезно на секој храм некој скриен символ, каде што ги има. И во нашите овие објекти Градби. нови, некем да кажам храмови градби, така, иако се тоа е еден вид на храмови. Тоа е опасен период и многу прецизен, а нашиот народ, менталитетот на нашиот народ ни оддалеку не е толку ни прецизен, Што му одговара поише на нашиот народ? романтизам. Овој народ е романтичен. Так. Треба да рипнеме директно во романтизам. Да го прескокнеме народ. Наравно. Пази, кога нешто прескакаш во своето постоење, во своето живење, онда се осеќаат последиците во наредниот период, дека ја немаш основата од претходно. И као да си прерипал Скала, кога една рипаш. скала, да, али знаеш на кога Може да се сопнеш. кога ќе утнеш скала, а мислиш дека е скала, па ти пропадне ногата, го знаеш, тоа е непријатно Много чуден. чувство. Да, онда те заболува и колено, и чашка, и глушт, и свака. Може свашта. Кили. 2008 Кили кога правевме интервју, зборевме дека поминале 18 Како години од... енциклопедија си е. Да, бе. Зборевме дека за тетовирање правевме моја. И ти кажав штета, стварно толку години поминале, тогаш имаше колку не знам, 18 години поминати и немало филм што е добар, што вреди. Од тогаш имаше некои филмови, ти глумеше исто во пар такви видиш. филмови. Што мислиш за нив? Или другиве трето полувреме, не знам, Скопје, Ремикс? Трето полувреме е прецизен, занатски, феноменално, точно усликан филм. Точно. By the book. Холивудски, by the book. А што му фали? Некое мало парче душа што ја има тетовирање, например. Мислиш дека е тетовирање многу позанатски добар филм од Па што трето останал полувреме толку? или да, што има он, зашто се генерации и генерации пораснати на него? Зошто ги говорат ден денес репликите негови? Зошто бе, зошто? Затоа што ја виделе таа душа. Виделе дека тука нема лаж. Дека Не е искварено, не комерцијализирано, не е како да се каже. дека и у тоа што се преправаат глумците тамо што кога и лажат, гледа дека е тоа вистинито и дека има стварно сок, во тоа има сок. Овде е све исто и се фативме за Да, бе, трето да, полувреме. не, дека Тоа е одличен филм, прецизен,
баш така како што каже by the book, али му фали е мирис. Мирис што тетовирање смрди. Али тој смрад прија. Знаеш, постои некој смрад кој ти се свиѓа. Така. Смрадот на сирење мене ми се допаѓа. Сиров, бе, сиров. Сиров е. Видиш, сировината знае да биде понекогаш многу убава и многу приемчива и многу податлива и твоја. Точно, И твоја и станува дел од тебе. Е кога ќе стане дел од тебе, онда е тоа. Точно, Кили, ти посакувам, дај ми рака, ти посакувам многу вакви филмови да се направат, плюс и на македонскава кинематографија. Фала ви на муавет, увек супер си уживав, увек си добар гост. Се надевам ми се допадне и на гледачите. Драги гледачи, се надевам да се допаднате со нашите мудро серења. Се гледа, продолжува. Понекогаш луѓето имат неописива потреба да се прават паметни, мудри, образовани. И затоа ја употребувам понекогаш толку приземни и градски изрази и жаргони, за да бидам малце повеќе глуп од оно што сум. Затоа што сметам дека е тоа доблест и огромна ствар. И тоа направено by the book. И да, точно. Фала, мајстор. Живели. Тоа беше се од оваа емисија, не се надам. Фала. Стално вака. Аха, да, добро. Следува градежник во еден ден. Добре, ја што нема да влезам во бизнисов, нема да влезам, него сега стан сакам да си купам. Ме интересира локациите, како се бира, што се бира, такви работи. Па да ви кажам, тоа ти е паметна одлука што не влегуваш ти во градушниот сектор како бизнис, затоа што тоа е многу тешко, ти си психофизички здрава личност, али многу одговорно, многу напорно, многу треба, многу брзо ќе остарееш, што ти си млад дечко. Некој вика не сум толку здрав. Не, ти си вреден човек, паметен човек, али вечно подобро да останеш што повечно млад. Еве сега да те Може? качеме во джипот, да видиш ние како ги бираме локациите. Ајде поели. Фала. Опа. Сега кај одиме? Сега ќе видите најексклузивната, најатрактивна локација во општина Центар, во центарот на Скопје, а се наоѓа подводно. Може таму да Чист воздух. Може таму се продава? Па не знам дали има останало, ќе се обратиш према маркетиншката служба, мислам дека има уште некое станче и некоја гаражичка Ајде за мала. мене, ајде. Па добро, жаре, големо бети, како нема да се најде. И директор зошто баш подводно? Па овде се наоѓаме во срцето на општина Центар, во подножјето подводно, затоа што климатските прилики овде се повеќе него извредни. Овде е јаглен моноксидова незнатен, штетни компоненти нема и затоа баш управо овде, токму на оваа место го изградивме најексклузивниот објект стамбено делен во Скопје. А да речеме негде се, има ли некое место ново кај што нема зграда, кај што нема ништо да дзирне нешто? На оваа место ќе се граде елитна ексклузивна стамбена зграда, околу 100 станови. Овде ја биравме локацијата затоа што е една од најдобрите локации. Не е Поглед према случајно. водо, нема тука. Најмалку има штетни компоненти, пред зградата има зеленило, за другата страна зеленило, така да луѓето кои ќе живеат во ова ќе се наоѓаат како да се во парк. Значи нема више вака да биде празно Јас никакво реков, калено. уште еднаш ќе кажам дека за мене аеродром е најразвиената општина на Балканот, ме потсеќа за пред 30 години што е Нови Беорад во Беорад, тоа е аеродром во Скопје во Македонија. Сега Димов нешто ќе наздравев. Па добро, и така ќе може да раздравиме со здравјето на купците така. Така. Ви благодариме што не гледавте и овој пат. Имајте убави петок, сабота и недела кои ќе ни бидат уште поубави ако Македонија победи Белгија и Металург да го победи Динамо Минск. Нас ни преостанува да навиваме, а нас буквално на екипа да ви посакаме се најдобро. Чао! Се се движи, се менува додека се движам. Видиш. Познавајќи ја она веќе, они... Овој социјалица, без обзир на делотворност. Убавите на светлото не сакаат денеска. Добро. Студиското светло.